Добро вечер. Недела 22 часот во центар на YouTube. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, јас сум Васко Ефтов и ние во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе имаме интервју со Сотир Костов, половина час интервју со Сотир Костов, меѓутоа пред да дојдеме до интервјуто со Сотир Костов, 10 минути на тема пандемијата со коронавирусот. Светската организација прогласи пандемија со коронавирусот. Ајде за почеток првите 10 минути мала анализа, одредени логички размислувања на тема коронавирус. Ние денес, почитувани гледачи, гледаме како светот ќе изгледа по 20, 30 или 40 години. Исплашен, со празни улици. После 6 сат навечер или 18 часот никој да не излага на улици. Луѓе кои седат дома, деца кои учат школи преку дома, односно онлайн образование. Луѓе кои работат од дома. Сите тие работи кај што се валканите индустрии ќе бидат префрлени во третиот свет, дали во Африка, дали во Азија, во тие сиромашни држави. Богатиот свет ќе живее вака, луѓето ќе се исплашени, ќе седат дома, нема да се дружат со никој. Ќе владе општа паника што ќе се случува со нас. Ние тоа го гледавме во филмоите некаде пред 10, 15, 20 години и не очекувавме дека тоа ќе се случи. Да, се случи. Изминатите неколку недели ние гледаме како ќе функционира светот по 20 или 30 години. Нашо е да одлучиме вака како свет сакаме да живееме, дали сакаме да живееме вечно исплашени, останати дома, да не излегуваме по улици, да не почитуваме ништо, да се плашиме од нашата сенка. Тоа е она што ние треба да го направиме. Тоа не значи дека не треба да ги почитуваме сите препораки. Да, треба да ги почитуваме сите препораки. Треба да миеме раци. Треба да остануваме дома, да не излегуваме кога сме карантин во разни кафичи, во кладилници, така натаму и така натаму. Треба да почитуваме све што може да ни го заштити и да ни го спаси животот. Меѓутоа, од друга страна надвладува таа паника која не парализира, која не прави зомби суштества. Гледате што се случува, празни улици. Вчера се враќам од продукција дома некаде 23 часот навечер, одим јас и сопругата и има 4 кучиња жива, душа нема по улиците. Тоа е светот кој ќе биде по 20, 30 или 40 години. Тоа го гледавме во филмоите. Сега ни се случува во еден реален свет и пред наши живи очи, односно во една реална живеачка. Вклучен е тој триаголник кој го составуваат или го сочинуваат три работи. Тоа е коронавирусот, тоа е паниката и тоа е економијата. Тие три работи се клучни за да можеме да разбереме каде се наоѓаме. Постои епидемија или пандемија на коронавирус и тоа никој не може да го негира. Тој коронавирус се шири по светот. Тој коронавирус има одредени карактеристики кои нас не плашат. Нас сушност не плаши секогаш непознатото, а го подценуваме познатото. Например, ние го подценуваме грипот, а го преценуваме коронавирусот. Од грипот загинуваат или умират многу луѓе, меѓутоа тоа не е познато, тоа не се случува секоја година и ние тоа го подценуваме. Коронавирусот ни е непознато нешто. Ние секогаш се плашиме од непознатото. Многу повеќе се плашиме навечер, отколку што се плашиме дење. Или додека се уште е денски, или додека се уште има сонце, додека се уште можеме да гледаме и да разпознаваме. И тоа е човечка карактеристика, да го подценуваме познатото, а да се плашиме од непознатото. Таа коронавирус нас не создаде одредена паника. Можете ли да предпоставите колку луѓе ќе умрат од таа паника? Има луѓе со одредени депресивни склоности, има луѓе со анксиозност, има луѓе со сериозни срцеви заболувања, има луѓе со сериозни психолошки заболувања. Сите тие луѓе ќе бидат под притисок на таа параноја која се создаде со короната. Гледате на македонската радио телевизија, список ви објавуваат на критични болести. Што треба ние да правиме? Да ги изолираме тие луѓе, да не комуницираме со тие луѓе, да ги отфрлиме тие луѓе, бидејќи тие луѓе сме ги определиле да умрат. Тие луѓе треба да ги изопштиме од нашето живење. Ние неаме стари родители, ние не се плашиме, ќе дозволиме паниката да надвладее со нас. Ако дозволиме паниката да надвладее со нас, нема да се продаваат најмногу маски во нашите аптеки, ќе се продаваат диазепами и други средства за смирување. Можете ли да предпоставите колку луѓе ќе имат скратен животен век? Или може би ќе починат поради таа паника, бидејќи се депресивни, бидејќи се анксиозни и бидејќи дозволиле паниката да надвладее со нив. И третиот дел на тој триаголник е економијата. Можете ли да предпоставите колку работни места ќе се изгубат? Колку ќе трпи економијата? Колку економски и финансиски штети ќе има во светот? Ајде да предпоставиме дека човек на 55 или 60 години ќе изгуби работно место. Дали тој има шанси да се вработи некаде во овие земји кои се настанати после распадот на комунистичкиот лагер? Нема шанси. Тој човек ќе остане дома. Можете ли да предпоставите колку ќе се скрати неговиот животен век? Можете ли да предпоставите колку од тие луѓе ќе бидат склони кон паранои, ќе бидат склони кон депресија, ќе бидат склони кон анксиозност, ќе им се скрати, ќе им се влоши животот и можеби прерано ќе починат. Сите тие елементи треба да ги имаме во предвид кога го правиме тој триаголник кој го сочинуваат коронавирусот, паниката
и економијата. Велика Британија сега прави одредени анализи. Што ќе се случи ако дозволат некаде 10 до 20 милиони луѓе во Велика Британија да бидат заразени од коронавирусот, какви ефекти тоа ќе има врз економијата и какви тоа ефекти ќе има врз здравствениот систем. Што ќе биде поголема опасност ако прогласат карантин, а подосна падне економијата, се изгубат работните места или ако овозможат нормално да се живее. Тоа се дилемите кои го мача денес современиот човек, ги мачат современите држави. Секој ќе води различни политики, врз база на тие политики ќе влече одредени постапки, одредени потези. Нашата влада мислам дека добро се справува со целата оваа ситуација, ќе видиме како тоа ќе изгледа на крај. Меѓутоа, за почеток, овие три елементи секојаш треба да ги имате во предвид кога правите анализа. Тоа е коронавирусот, паниката која се прави од коронавирусот и штетите врз економијата. Сакам тука да изанализираме три работи или три тези кои објаснуваат како е настанат коронавирусот и кои се мотивите на коронавирусот. Постојат многу тези, постојат многу шпекулации, меѓутоа ние ќе анализираме најмалку три кои се најфреквентни или се најкарактеристични. Првата теза, дека тоа е биолошко оружје, создадена во некоја лабораторија, однесена во Кина или однесена во Италија и треба поради тоа биолошко оружје да се постигнат одредени политички цели. Ви да прифатиме дека таа теза е точна, дека во некоја лабораторија, дали во Русија, дали во Кина, дали во Америка, дали во Велика Британија е направен тој коронавирус и подоцна е однесен на територијата на Кина, на територијата на Италија. Што е суштината на секое војување? Првата фаза на секое војување е пропагандата. Втората фаза е психозата и дури третата фаза е директно војување. Ако прифатиме дека биолошкото војување е современа форма на модерно војување, првите две фази се психоза и пропаганда. Те успеа со психоза и пропаганда, ако навистина прифатиме тезата дека стана збор за вештачки создаден вирус, да предизвикат и психоза и пропаганда, значи тие оствариле својата цел. Остварувајќи својата цел, тие ќе остварат превласт дали во Русија, дали во Америка, дали во Кина, дали во Италија. Де факто, значи првата фаза или првата теорија, ако е биолошко оружје кој е вештачки создадено, тоа има постигнато својата цел. Предизвика паника кај населението живее во паника и тие ги остварија своите зацртани цели. Втората теза дека тоа е природен процес, дека ова седма форма на коронавирус и дека тоа е еден тип на вирус кој се пренесува од животните на човекот и дека затоа многу побрзо се распространува. Јас ќе поставам едно прашање или две прашања. Колку мина од вас сега постат пред Великден? Колку мина од вас веруваат во црквата и во Господ? Колку мина од вас секој не делуваат во црква? Зарем толку малку вера имате, ако ова е природно создаден вирус во Господ? Ако е нешто природно создадено, значи од Бога создадено, во Великден ќе одите ќе се причестите. На Великден ќе воскресните. Зарем толку малку имате верба во себе? Зарем со таа верба со која ќе одите на Великден, вие не може да се спротиставите на психозата и паниката која сега вие создавате? Зошто толку малку верувате во себе? Зошто толку малку верувате во светот, во институциите, во све што ве окружува? Еве не е вештачки вирусот, еве природен вирусот. Све што е природно има почеток и има крај. Ако нешто е од Господ направено, од Господ ќе биде уништено. Јас ви поставам прашање кај вас верниците, па вие сте најактивни на социјалните мрежи. Па вие кои ги честитате први, дали Божик, дали Великден, дали Прочка, дали сите овие верски празници, вие сте први кои создавате параноја и психоза на социјалните мрежи. Зар не е време да прекинете? Зар не е време да престанете? Не можете во исто време да сте луѓе кои веруваат во Бога, а во исто време да создавате таква параноја и да не верувате во ништо, да верувате дека готово, апокалипса се создала, дека светот е пред колапс, дека нема спас, дека сите ќе изумреме. Истите вие кои верувате во Господ, ни праќате верски пораки, сега создавате најмногу психоза околу целата таа работа. И третата теза е дека се ова направено за да може да се продават вакцини кои се веќе измислени и потоа само ќе ни ги продадат. Знаете, ако се прифати тезата на Ангела Меркел, дека 70% од луѓето на светот или во Германија ќе се заразат од коронавирус, тогаш каква потреба има од вакцини? Па суштината на вакцините е да се создаде одредена блага параноја или одредена контролирана параноја, да се забола 4, 5, 6, 7, 8%, за да може да има ефект таа вакцина. Ова не е сезонски грип кој мутира со тек на време, ова е коронавирус. Ако се создаде еднаш вакцина, таа вакцина е трајна за коронавирус, бидејќи ќе треба да биде создаден нов коронавирус за да не може да делува вакцината. Ако до година биде создадена нова форма на коронавирус, тоа ќе биде ептено очигледно дека некој вештачки ја создава таа епидемија или пандемија или тој нов вид на коронавирус. Значи, не може 70% од човештвото да биде заболено од коронавирус, а некој тоа да го прави за да може ефтино да продава вакцини.
Зошто би продал вакцини ако 70 луѓе или 70% од луѓето се заразат, создадат антитела, тогаш не им се потребни вакцини. Тогаш тие ќе бидат имунитетни на тој коронавирус. Тоа се трите тези кои сакав да ги анализирам и ќе ве натерам или ќе ве замолам логички да размислувате, почитувани гледачи. Логички да се поставувате прашања и да си давате логички одговори, бидејќи во ова време тоа е нешто најздраво. Тоа најлесно може да ве спаси и да не дозволите да ве фати параноја и паника. Тоа е нешто најлошо што може да ви се случи. Да ги почитувате препараките, да миете раци, да внимавате на комуникација. Ако видите луѓе кои се болни или кашлат, да не се доближувате до нив. Сите овие мерки на превентива да ги правите, да верувате во Господ и се ќе биде како што треба. Прва работа што треба да направите или најдобар лек за да може со ладна глава да останете во овие кризни времиња и да ги избришите или да ги исклучите сите оние кои создаваат психоза, параноја на социјалните мрежи. Тоа не значи не треба да се плашите. Да, треба да се плашите. Сите ние сме стари родители. Сите ние сме подложни на одредена параноја. Меѓутоа не треба да дозволиме стравот да надвладае со нас. Го прашале на времето Иво Лола Рибар дали не се плаши што оди да војува во текот на Втората светска војна, или дека само будала не се плаши. Само будала човек не се плаши. Храбар е оној човек кој се плаши, но го прави тоа што треба. Што значи тоа, почитувани гледачи? Дека и да се плашите. Тоа не е срамно нешто. Се плашите за својот живот. Стравот за својот живот ве тера да бидете предпазливи. Храбар човек е тој што се плаши, но е предпазлив и продолжува да живее. Тоа треба вие да го правите. Треба да ги исклучите сите овие на социјалните мрежи, сите овие будали кои ви создаваат параноја и психоза, да ги елиминирате. Тие ви се непотребни во овој момент. Тие ви стварат одредена лоша карма, лоша енергија. Треба да ги елиминирате, да ви бидете внимателни и да продолжите нормално да живеете. Колку може нормално во услови на прогласена пандемија на коронавирус во светот. Еве еден пример како би можеле да си олеснете ситуацијата. Да почнете да си поставувате логички прашања и да си давате самите логички одговори. Например, едното логично прашање е колку наши македонци живеат во Северна Италија? 15, 20, 30 илјади луѓе. И да си поставите прашање колку од нив се заболени од коронавирусот? Колку од нив починале од коронавирусот? Веројатно бројот е многу мал, бидејќи ако бројот беше многу голем, ние ќе знаевме за тоа, веќе ќе беше создадена паника во Република Македонија. Второто прашање кој треба да се го поставите, дали имаше сезонски грип ова година во Република Македонија? Колку ваши пријатели, комши, дечиња со кои вашите дечиња во градинка биле заразени од тој сезонски грип? Колку траеше тој сезонски грип? Веројатно 3 недели. Колку трае коронавирусот? 3 недели во Република Македонија или 4 недели. Дали бројот на заболени од коронавирусот е помал или поголем од бројот на заболени од сезонски грип? Нели коронавирусот геометриска прогресија има и многу побрзо се шири од обичниот сезонски грип? Веројатно не е така, почитувани гледачи, бидејќи бројот на заболени што ги познаваме од сезонски грип е многу поголем во овој момент, велам, од бројот на заболени од сезонски грип. Што тоа значи? Тоа значи дека не треба да дозволите паранојата да надвладее со вас. Поставувајќи си така логички прашања и давајќи си логички одговори, вие на некој начин ќе се олесните. Ќе се олесните тежината која во моментот сами си ја нагрбачивте, сами си ја ставите на душата. Продолжите да живеете нормално, почитувате све што ќе каже Министерството за здравство, владата на Република Македонија, вашите блиски, пријатели, лекари и така натаму, но нормалното живење не значи да се затворите дома и да чекате секој момент смртта да ви тропне на врата. Не, нема да ви тропне смртта на врата. Преку 99,99% од луѓето нема да умрат. Преку 50, 60, 70% од луѓето нема да се заразат со коронавирусот. И ќе треба да продолжите да живеете понатаму. Немојте да си дозволите паранојата да ви го уништи здравјето. Многу повеќе паниката и паранојата ќе ви го уништи здравјето отколку коронавирусот. Но тоа не значи да не го почитувате се оно што ви кажуваат. Мите раци, држете дистанца, ставете маски ако имате, не ојте во ризични подрачи и така натаму. Вие сте зрели луѓе и ќе функционирате како зрели луѓе. Тоа е оно што сака да ви го кажам во врска со коронавирусот. Сега одиме со интервјуто 30 минути интервју со Сотир Костов. Интервјуто е снимано во текот на месец февруари, значи 1 или 2 дена после на дебата на Сотир Костов и Павле Богоевски на 24 вести или на телевизија 24, а еве едно парче од настапот на Сотир Костов пред нашите иселеници или нашата диаспора во Канада, мислам дека тоа во Торонто, некаде средина на месец ноември или крај на месец ноември минатата година, значи 2,5 месеци пред да го снимиме интервјуто со Сотир Костов, тие 30 минути кои сега ќе ви ги презентирам, Сотир Костов има настап пред нашата диаспора во Торонто. Погледнете 30 минути од тоа парче, од тој настап на Сотир Костов пред нашата диаспора во Торонто и подоцна ќе продолжиме со интервјуто. Малку мускули ќе покажеме и на предателската и антидржавната СДСМ и на ВМРО ДПМН, кои нема така остро да го нападам, ама вака ќе кажам.
95% е ДПМН, а дали 1% веќе е ВМРО. Нека се врати на патеката ВМРО-ска што е и мислам дека можеме да го подржиме. Вака, јас лично не сум спремен од причина што се башат утре некои нови 8 предатели да не. И како вика Сотир Костов, 95% од таа партија е ДПМН, само 1% е ВМРО. И гледате човекот, во 3 месеци ги менува радикално своите ставови. Како ги менува радикално своите ставови? Погледнете од интервјуто кое следи 30 минути интервју со Сотир Костов. Добро вечер, господин Костов. Добро вечер. Како сте? Добро, фала на прашање. Колку да трае интервјуто, колку би сакале да трае интервјуто? Вие сте домаќин, Васко, вие ќе одржите. Па не знам дали по време ве плаќаат или по парче од гостување на интервјуто и брањење на ВМРО. Ниту едното, ниту другото, никој не ме ликот плаќа. на делот на ве обвини дека ве плаќаат бидејќи сте го Знаеш бранили дека за ликот и делото совидување на треба да ВМРО има ДПМН. докази и аргументи и те молам, ти си сериозен новинар. Па извадија паричка тамо, фина паричка ви извадија дека сте взимале хонорарчиња и така натаму. Не е тоа, не е тоа така. Не е така малку. Неточно, тоа е дејноста на комитетот, претходно комисијата што ја водев за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти, па комитетот, и ако забележавте, има резерви, оперативни трошоци, вакви И од трошоци, колку места парички, материјални од колку трошоци. места парички сте Само взимали? од Манав. По колку основи? По основ плата и екзистенција. Плата и хонорарчиња. Ама Васко, истражи и најди. Не, господин Костов, целата вака- емисија тоа ќе ја правиме. Не, Истражи и најди. Видите, господин Костов, Вака, ти ќе ме чуеш сега. Ќе истражиш у владата договор, Што ќе ќе истражиме, истражиш у го министерство објавија. договор и тогаш да разговараме. ги објавија за тие пари Ким Ил Сунг ќе го браневте од Јужна Кореја, односно Северна Кореја. За таква паричка и Сонг ќе треба да го браните. Каква паричка бе? За ова пара, како извадија хонара 120 или 120 или 120 Ма не или гледате 120 писатели или умешува, па 120 универзитети други или умешува. Васко, Ким вака. Ил Сунг Ева. за таа пара некој ќе обрани. Многу скоро јас од институциите ќе набавам дали имало такви договори или не, докази и ќе објавиме. Те молам на темата да поминеме на емисија. Ќе поминеме. Сте земали од две места пари, Не, како плата и како хонорари. не. И тоа се сериозни пари. Овој на Северна Кореја лидеров ќе го браните за тие пари, а не Никола Груевски. Нит го познавам, нит Груевски сум го бранил, јас политики и проекти бранам, Васко. Која е најголема грешка на Зоран Заев? Кој би може Лажи. да... Суши Па кога, добро, тоа кога не- зборува тоа не- лажи тоа- многу. тоа не е грешка. Политичари Тоа е што карак- лажат тоа- не и требат на македонската тоа е- сцена. Тоа е карактерна особина. Кој е најголема политичка... Васко, дали пред малку ти ма- покажав не, еден господине документ, Костов. 100 лаги на Господине Костов. господинот Кој е Заев и најголем- ми рековте немој да го покажи во Кој- емисија. Те послушав. Кој е 100 најголем- лаги му кој е- напишавме. Која е најголема грешка политичка на Зоран Заев? Најголема грешка што го Да. смени името на Република Македонија и што уставот го смени и едното и другото со насилие, со политичко насилие Значи, најголем- и со правно скрнавење на уставот и Значи, на најгол- законите и деловникот на собрание и за тоа ќе си плати. Значи Овие најголема, избори. значи најголема грешка на Зоран Заев е што го смени името. Да. Значи тоа го дефиниравме. Тоа се Не, согласувам. ја го кажав тоа, не знам дали јас си го го ти мислам, дефинирал. јас го мислам тоа. Тоа е веќе го дефиниравме. Пред неколку дена ВМРО ДПМН направи протест. Името на тој протест е протест на ВМРО ДПМН против неправдите. Да. Траеше 30 минути настапот на Христијан Мицковски. Не, пократко беше не си во право мерев. Добро, еве, вие Не. сте мереле, сте имале Не. време, сте мереле. Не. Траел пократко. 15-17 минути му беше Еве доволно. 17 минути. Колку и да траел. Еднаш не спомна дека ќе го врати уставното име. Тој го кажа тоа и тоа е јасно, дека ќе се бори, зошто да се дека ќе се повторува? бори. Не, видите, ако е тоа најголема грешка на Зоран Заев, ако вие правите митинг против неправдите, има ли поголема неправда Нема. од промена на името? Не е тоа Ако нема поголема неправда од промена на името, тоа е злостор према македонскиот народ. Зошто лидерот на опозицијата не ја води својата кампања да ја исправи таа најголема Васко, грешка? залутуваш. Да ја исправи Васко. таа... Не, ама ја не се прашам. залутуваш. Еве прашам. Мицковски пред 2-3 недели јасно и гласно кажа дека доколку освои власт, втор услов, доколку па може да направи мнозинство од 2/3 80 во парламентот, ќе се обиде да го врати светото име Република Македонија. Зошто да повторува како папагал? Видите, господин Костов, Дали му го анализиравте говорот? имаше пред вие го меревте, може да го анализирате. Не, не го мерев, дали го анализирате во некоја говорот? друга емисија. Тој ќе кажа вредностите по кои ќе води изборна кампања. Пред 3 недели амбасадорка на Соединетите американски држави во Македонија, господица Барнс, излезе и рече дека е недозволено да се користи, да се злоупотребува и да се лажи македонскиот народ дека може да се врати преспанскиот договор.
И тоа беше сериозен удар во Христијан Мицкоски. И по таа изјава на господјата Брнс не само што атерираше Мицкоски, туку ја истолкува изјавата на господјата Брнс и рече дека незината изјава всушност било да не се злоупотребува преспанскиот договор во изборната кампања, што значи дека лидерот на опозицијата призна дека во изборната кампања нема да збори ништо за преспанскиот договор. Тоа значи, јас вака ќе поставам тезата. Тоа значи дека со кое право господјата Брнс се меша во нашите внатрешни работи на Република Македонија? Тоа ќе се опрашате Мицкоски. Не, јавно вас ве прашувам како новинар. Зошто вие не поведете сметка што прават дипломатите во Република Македонија, господине Вацко? После изјавата на господјата Брнс, господинот Мицкоски стана коње телевизори не и ниш, без тон и без слика, во однос на преспанскиот договор. Ја едно знам. Зашто не ми личи? Митингот еден ден порано повика и рече, граѓани на Македонија, ова не е митинг само на ВМРО ДПМН, повелете дојдете. Знаете колку дојдоа? Кога е сменето? 5 пати повеќе од митингот срамен во молк и тишина на СДСМ. Само толку. Еве, СДСМ се тапа. Наравно учени, не, СДСМ се тапа. Да не случајно се раѓа нов лидер на македонската сцена. СДСМ се тапа, не ги бива. Значи, еве, дефинираме тоа вие го велите. Да, не е битно. Еве, не ги бива. Треба да се сменат, треба да се заменат. Апсолутно продадо има и дедет све. Значи, тука се согласуваме. Да. Но, името е сменето лани во јануари. Да. А реално, формално правно. Дали лани во јануари, ВМРО ДПМН, имаше митинг на борба против неправдите. Дали лани во јануари ВМРО ДПМН ги извади на улица граѓаните да протестира против промена на името, кој што сега ги извади пред јавното обвинителство да протестират против неправдите. Ако протестирате пред јавно обвинителство против неправдите, всушност неправди се ако се судски гонат луѓе кои се од ВМРО ДПМН, а не е неправда ако се смени името. Зошто лани во јануари Мицкоски исто тој народ, 5 пати повеќе од народот на СДСМ, не го извади на улици? Има нешто што се вика момент на проценка. Значи, ако господата од ВМРО процениле дека тогаш не треба да протестират, а сега пред избори кога се почнува да се пројавува мнението на неговото величество избирач, граѓанот на Република Македонија, кој го има суверенитетот, кој го дава и го одзема, а преку него ја дава и ја одзема власта, тоа е нивна проценка. Значи, мене да ме прашате, јас ќе ви кажев, можеби поинаку. Значи, граѓанинот... Ја не можам да знам зошто они така одлучиле. Значи, граѓанинот е... Ја не сум член на ВМРО. Значи, граѓанинот за вас е неговото височество. Да. Да, на пиедестал. Да. И Ш на политичката сцена. Така? Значи, од алфа до омега може. Ш никако. Граѓанинот на Република Македонија е алфа и омега. Граѓанинот на Република Македонија на референдумот на 30 септември покаже што сака. Така е. Со негласање покаже дека не сака да се смени името. Не покажа дека не сака да го смени името. Дали памтите? По одлука на ВМРО. ДИК имаме дека имаме неуспешен референдум и нема што други формулации да употребуваме. Еве и така бе. Дали се сеќавате? Еден митинг набројте ми на ВМРО ДПМН после 30 септември, кој што е митинг за одбрана на уставното име на Република Македонија. Ако велите дека не се разбирам, една изјава на Мицковски, една изјава после изјавата на Брнс, цитирате ми една изјава. Не, ја памтам десетици изјави на Мицковски. Една изјава. Не. Ама ја историјата не ја делам до изјавата на Брнс и по изјавата на Брнс. Видите се. А зошто таа Брнс се слика со осумте на ВМРО ДПМН? Не знам. Заљубена е. Еве ја ќе провоцира. Вие сте политички. Васко, како ти провоцираш? Дали е тоа заљубен дипломат, заљубена амбасадорка во 8 пратеници? Го има право тоа да го прави. Вие се сликате со пратениците или со сенаторите во Америка како амбасадор? Ако хипотетички да зборувам? Може гласно да викате колку сакате, може да дефокусирате колку сакате. Абе, може да се насмеем. Не, може да се насмеете, може сакате да правите. Цитирате ми една изјава со која ќе... Дали си загрозен да те прашам? Не, апсолутно ништо. Како реагирам, се дека не ти загрозам психофизички? Една изјава на Христијан Мицкоски. Десетици ви рекам. Не, после изјавата на Брнс. Зошто? Ја не сум Васко Евтов. Јас сум Сотир Костов, аналитичар со многу поширок диапазон на резонирање. Ги построи ко ученичиња. Не. Нема да зборите за преспанскиот договор. Мукла, не збора за преспанскиот договор. Одат на состаноци на граѓани, јас сум аналитичар. Исто како со Бојко Борисов, како што беше мукла, кога Бојко Борисов ги снимаше. Така и мукла после изјавата на... Не, овие паралели што ги правиш, Бојко Борисов те морам споредувај го со Зоран Заев. Не знам, паралели не ти ги разбирам. Еве има нешто што ја не разбирам. Господине Костов, имаше 8 септември.
На 8 септември медиумите објави дека ќе има одреден митинг мал или дружење на младинската структура на ВМРО со лидерот на партијата. Требаше да биде емитуван филмот Трето полувреме. По интервенција на бугарите не се емитуваше филмот Трето полувреме, бидејќи бугарите се посебно сензитивни за тој филм, се емитуваше филмот Златната петорка тука на платото пред партијата ВМРО ДПМН. Тоа што се случи со Бојко Борисов, тоа кршење на прсти, таа една понизност Петер Парличко, што лидер на една македонска политичка партија покажа према Бојко Борисов, за мене беше понижувачка. Така што ова изјавата на Брнс и молкот после изјавата на Брнс за мене не е ништо ново. Луѓето едноставно немаат арбет да можат да издржат политички притисок, да се спротивстават и да бранат својата политика. Вака ти кажа. Ти сакаш да покажеш дека Брнс одржала лекција на се живо и диво што е ВМРО-скава држава. Ја вака. Не одржа лекција. Ама те молам се. Нареди. Ама после сум бил нервозен. Ајде, слободно. Вака. Ајде. Тие ВМРО-ци, тоа ВМРО ДПМН, господине Васко, ќе излезе сега за неколку недели пред граѓаните. Јас предвидувам дека ќе добие големо, огромно мнозинство од граѓаните, бидејќи работам на терен, спроведувам еден проект од септември наваму и тврдам дека со голема разлика ВМРО ДПМН ќе победи СДС. СДС нека прави коалиции со албански предизборни и било како што, ја ти тврдам дека СДС губи. Малку мускули ќе покажеме и на предателската и антидржавната СДСМ и на ВМРО ДПМН, кој нема така остро да го нападам, ама вака ќе кажам. 95% е ДПМН, а дали 1% веќе е ВМРО. Нека се врати на патеката ВМРО-ска што е и мислам дека можеме да го подржиме. Вака, јас лично не сум спремен од причина што се башам утре некој нови 8 предатели да нема. Господин Костов, колку години истражувате авионската несреќа на Борис Трајковски? Вкупно 6, ама од тоа 4 години собирање на докази и 2 години меѓународна истрага која ја водеше Кулич, меѓународна комисија. 6 години. 6 години. А 1999 година го оспорувавте влегувањето на Борис Трајковски во вториот круг на изборите Што председателски. поврзуваш баби и жаби? Не, јас сум факт. Ни беше чест, бе, Васко, за човек против кој политички сум водел кампања да истражувам неговото погибие. Васко, абе ти мешаш баби и жаби, бе, Васко. Косто, знаеш, се однесувате Како се однесувате? Што врска немаат од странски јазик. Кој? Луѓе кои врска немаат од странски јазик и треба со некој странец да разговарат и разговарат со странецот, значи поима немаат од странски јазик и урлаат гласно вака како вас македонски и мислат така гласно ако урлат, ако му го дупната панчето на странецот, странецот ќе ги разбере. Ама ти си странец ли, бе, Васко? Не мора да викате. Јас ве прашав. Васко. Дали сте работеле 6 години на истрагата Тоа е мој на стил. Дали сте работеле 6 години на истрагата на Борис? Да, сте работеле. Дали 99-та година сте го оспорувале влегувањето на Борис Трајковски во вториот круг на Не сум го оспорувал, бе. Сум работел за друг кандидат, бе, Васко. За Васил Тупурковски. Да, вие и господинот Пеовски. Тогаш работете за Демократска алтернатива. Да, бе, едини член на таа партија сум бил, бе, Васко. Дали е неопходно да сте биле член или симпатизер на Демократска алтернатива, за да бидете главен фронтмен, политичар или бранач? Не сум бил политичар никога. Значи, Погледни ме во очи. Не, јас си го Во демократијата политичка функција немам. Ако ме оставевте да го докажам прашањето, ќе Па и ти многу не оставаш нас да се докажуваме, да ти не кажам. врескам, но не врескам. Ајде. Вие врескате. Врескате, тензија сте. Се испотивте. Не, се испотивте. Дали е неопходно? Дали може би да ве засмејам, публиката ќе се. Дали е неопходно да сте биле член, симпатизер или било што на Демократска алтернатива, за потоа да бидете или фронтмен во медиумите, или бранач на ВМРО, или да бидете дел од номенклатурата на ВМРО? И пред тоа бев во медиумите. Васил Топурковски. И пред тоа, ама со слушај ме, ама не слушаш. Ама јас сум те гостин. Ајде кажете. Значи, и пред тоа бев аналитичар. И пред тоа бев експерт за избори и изборни кампањи. Пред 99 година. Првите книги ми се напишани тогаш. Никој не ве знаеше. Ве дознавме. А ти ако ти не знаеш, тоа е твој проблем. Ве дознавме, бевте тогаш во обвинителство или во судство, во Не, трчани, не е точно и тој
бевте у младина, бевте неуспешен политичар од тогашната социјалистичка младина, не направивте кариера таква како што требаше да направите, како што направија сите други, но таа 99. Ќе застанеш тука ти кажам до каде отидов до Белград. Член на претседателство на младина Југославија. Тоа е неуспех. Таа 99. Васко. По добро и Ѓорги Иванов беше. Што зборуваш бе Васко? Па сега прават за Фраканци со Ѓорги Иванов. Васко, спиен си синоќа. Господин Спиен си синоќа. Господине Костов. Спиен си. Член да бидеш на младина на Југославија. Ја не се срамам да го кажам. Васил Топурковски. Затоа во плурализмот не сум политичар. Значи Васил Топурковски кажа дека Гордана Јанкуловска била член на Демократска алтернатива пред да стане голем ВМРО-вец, генерален секретар на ВМРО, носител на листа на ВМРО, па и да биде министер за внатрешни работи. Тања Каракамишева беше представник на Демократска алтернатива во Државната изборна комисија. Има спекулации дека Никола Груевски бил член на Демократска алтернатива. Па дури како заеднички кандидат на Демократска алтернатива, он, Павле Трајанов и така натаму, имаше некои комбинации, влегол во владата на Лјупчо Ѓоргиевски 98. Вие сте биле, сега гледате, конорари сте взимале за настапи, за бранење, шо ве напаѓате, Не, така член на Државна комисија за избирачки список кој не постои. Сум бил Мора ли да од бидете 98 до 2001. Тоа ли е клучна референца? Не, Да бидете симпатизер што на сум бил да ти кажам? Значи, тоа ли е клучна референца да бидете симпатизер или член на Демократска алтернатива за да бидете после Член голем бе, член бе. после да бидете голем ВМРО-вец? Тоа ли е услов? Ја не сум голем ВМРО-вец. Па вие ги избркавте сите овие ВМРО-вци. Од вас од Демократска алтернатива овие старите ВМРО-вци не можат место партијата да добијат. Васко, ти ми судиш ли мене? Не ви судам, ме прашувам. Не ме прашуваш, Ме прашувам. ми викаш вие. Еве Гордана Не, Васко, треба да ми се извиниш. Еве Гордана Силјановска. Ти ме викнува во емисија да ми судиш ли Еве не? Гордана Силјановска беше од партијата на Анте Марковиќ, што е направи цела приватизација во Република Македонија. Олигархија. Знаеш што значи изборот make a choice? Гордана Силјановска, Васко, знаеш што значи изборот да избор на странски јазик? Сопругот- Make a choice, знаеш што значи? сопругот на Гордана Силјановска. Васко, знаеш што значи make a choice? Господине Костов, Дали знаеш што значи make a choice? Овде јас поставувам прашање. Не, јас поставувам не, и прашање. ние прашуваме. А вие бидејќи Не можете ли ја нас бидејќи- кукли да не бидејќи- правите? бидејќи вие Ја не знаете- сум гранд генерал кукла. Бидејќи вие не знаете Значи направи избор да- се да вика одговорите. тоа. Си избрале која партија ќе членувале. Каракамишева ја спомна. Најголем експерт е за изборни Сега кампањи. Горда- Васко, погледни ме, сега Васко. Гордана Има храброст да ме Силјановска- погледнеш. сега Гордана Силјановска Докторираше, претходно магистрираше на таа тема. Беше во ДИК и ти тврдам, меѓу првите три експерти за изборни кампањи е Тања Беше Каракамишева. Демократска алтернатива? Да. Беше Демократски центар. Греф ли е да биде Беше во Демократски партија? центар кој напушти Демократска алтернатива и беше сам политички субјект со Столе Попов, со Камбовски и така натаму. Васко, Ви имате ајде ти кажам ви- нешто. ви- ви- Вечерва не можам да те разберам. Зашто Не можам. Значи луѓето не треба да се во политичка партија. Не, Софир Костов. Ја од 2000 Видите, ви имате од проблем. 2001 година не сум член на политичка Ви партија. имате проблем да ми одговорите, не да ми Немам одговорите. проблем, секој одговори. Значи на Не ти се свиѓа кога малку ќе го Не, дигнам гласот, ама на тоа е едноставното- карактер. на Прекини ме ако мислиш едноставното готово. прашање. Ајде. Дали е неопходно да сте биле член или симпатизер Не, на ти ВМРО? одговориш и преска. Сега доаѓаме до Гордана Силјановска. Ајде. Гордана Силјановска лани беше кандидат на ВМРО да помине на претседателските избори. Гордана Силјановска потекнува од млада прогресивна странка на Ристо Иванов, бидејќи сте били младина, знаете како е формирана таа млада прогресивна странка на Ристо Иванов. Таа млада прогресивна странка, четирите детелинки, тоа е едно интервју на Гордана Силјановска кој го дава во медиумите некаде пред 25-30 години, се спојува со партијата на Анте Марковиќ и на Стојан Андов, и тоа се реформските сили на Република Македонија, либерална партија, подоцна либерално-демократска партија. Добива фришоп 93 година, низиниот сопруг. Гледате кој има добиено фришоп. Орце Јордан Канчев, па Пелистерка Панделевски, па не знам Ленче Софрниевска, па братот на Љубомир Фрчковски. Све дисиденти од комунизмот. Све дисиденти од СДСМ. Таа Гордана Силјановска беше кандидат на ВМРО да помине. Па некој ВМРО-вец ке номинирате ли вие? Или ке номинира ли таа партија? И зошто мене ми кажуваш? Ме прашуваш, ја не сум член на ВМРО. Па главен бранач. А ја Гордана Силјановска вака ја гледа. Главен бранител се на ВМРО. Експерт за уставно право, експерт за политички систем, особено за локална самоуправа, а пред 10 дена Бога ми видов и за кривично право и се пријатно изненадив. Ги избркавте сите ВМРО-вци од ВМРО, кои жалат за името, кои тагуваат по името, Јас сум прв, бе. кои водат кампањи на социјалните мрежи за името, а вие водите кампањи за Васко, малини, што имам ја наградите? капини, дуњи, Васко, А термоцентрали, ја не желам за тоа. Па ја македонствувам бе, ја и вечерва, политичката- спротивставувајќи се па македонствувам.
Јас го бранам името, јас го бранам уставот кој се поганети, скрнавени. Јас сум овде наредил 3 реда: преродбеници, Костов. и линденци, и партизани. Костов. Ке го вратиме тоа име, што значи Костов. ке се обединиме вас. Може да ве замолам нешто? Не може. Да се докажа, може. да замолам. Може ја те замолам. Да не го браните името до последниот долар и евро. Така. Ке ве молам да не го браните името до последниот Васко, знаеш долар што и ни евро. фали? Еве тија стратегија за обединување на Македонија. Немојте да го браните Васко. името. Како вие го браните името Македонија, така Прв пат Македонија. научари ќе Да. Културно, духовно, политичко Да. и економско обединување на македонците на Балканот, Европа и светот. Креирање политики за развој, безбедност и просперитети на Република Македонија за период 2019-2029. Васко, тоа го работиме една група. Македонци, Бидејќи сте- македонствуваме бидејќи сте- секој ден. бидејќи сте стратег. Нема митинзи, ево ќе ти откриам Бидејќи- зашто нема бидејќи митинзи. сте стратег. Во куќата сме на луѓето. Супер. Одиме по куќите, бидејќи не тепаа на митинзите. Бидејќи сте Професори тепаа, артисти тепаа, глумици тепаа. Ја сменивме, затоа ти реков, стратегија батка. Бидејќи сте стратег. Да, да. Огромни За размери. избори. Не, Да, за избори. Бидејќи од огромни размери сте А стратег. сега ти избори иронично колку сакаш. ма Ама не знам кому ќе се смее публиката. Мене или тебе? Бидејќи сте стратег од огромни размери, Ајде. ќе му дајте ли совет на Мицковски? Не сум советник. Не, ама еве преку емисија ќе ја гледа сигурно. Ајде, Бидејќи ќе се сте обидам. стратег. Иако е провокација. Бидејќи Кажи. сте стратег од огромни размери, ќе му дајте ли совет да води кампања за името? Ево вака, мојот совет. Бидејќи Господине Мицко, ама сега тамо стратегија читавте. Ама вака, ќе ме слушаш? Па наочари ставите, па наочари ставите. да, па мајци па мајци да, покажувате. со гордост. Мајци. Со гордост. Да бевте некубава маровка, вака како се раслековте, вака како се раслековте. види сега. Ко се раслековте. Затоа ко се таму ти раслековте. оди акаот. Па не, ама ќе беше Е, па по-убаво види, јас сега. сум машко Сега васпит, сега. по-убаво ќе Знаеш беше како? така, по-убаво Види. ќе беше да бевте некоја маровка. Ајде да не збориме Така, за со- убавината, со- Васко. Со голи гради да го браните името. Тоа ќе беше баш. Убавината Стратешки. е пред се внатрешна вас. Ќе дадеше на тежина А и стратешка. појавната е битна. Стратешка тежина. Ајде да се вратиме на советот до Ајде, Мицковски. Да. Дајте еден совет за Мицковски. Може ќе ве слушни. Почитуваниот Мицковски. Да. Доколку го спроведи она што во салата Јане Сандански пред некој месец го кажа на своите членови, на раководството на партијата, на симпатизерите и на целата македонска јавност, Мицковски е апсолутен победник на овие избори и коалицијата што тој ќе ја предводи. Што значи апсолутен? Гледам. Што значи апсолутен победник? Еден глас повеќе, еден пратеник повеќе, тоа е во нашите услови. А после почнува Господин Костов, тешкиот дел, договарање, купување, продавање, закани и така натаму. еден глас повеќе. Не така, тоа е метафора, Васко. Не, ма не, зашо викате? Само што ти кажам, Не, ма зашо сега викате? за сега колку... Може би ли нормално да Кај разговараме? кај Не, не, ма може би ли уставот падна, може би се ли треси нормално мацала, да разговараме? се скапа, се скрши чинија, Не, ова не, чашава. вие викате не пеете, Не. кој би пееле би се скршила Ама, чаша, кој би биле некој тенор например, би ја скршиле чашата. Ова е втор пат. Не, четврти Не, пат. ова е втор пат и на 24 вести, кога ве фатија утесно, исто вака викавте. Исто вака врескавте. Не, Васко. Се потевте. На Навредувавте. само вистина, види, тоа е Не, смене. само Сега вистина. ќе ти На кажам. 24 вести ве гледаве со Павле Богојски. Сега ќе ти Да, со Павле Богојски. Ви ги извадија хонорарите што ги Сега земавте ќе ти кажам. и исто вака Вас. се заканувавте со тужби, судови. Падна на што- испитот. После промена на името, сменете мојот стил на настапи. Еве сега. Ова е значи после промена на тоа. И сега ќе ти кажам. ова Прогласен сум кореспондира- за голем националист ова и сум кореспондира симнал. со Сега ќе ти промена кажам. на името. И сум симнат од сите телевизии, сем канал 5. Кога ќе им притреба, еве, по потреба као кукла да мават ли не знам што, или мета да острелуват, телевизија 24 знае да ме повика, и еднаш само Алфа. Не ми одговоривте на прашањето. Не ли е срамота во услови на продажба на име, на преспански договор, на тиранска платформа, на договор со Бугарија, опозицијата да не биде сигурен и убедлив победник на изборите. Не со еден глас повеќе, кој што велите Метафора. Па не со еден глас, еве и метафора да биде. Не со еден глас повеќе, опозицијата требаше да има 80 пратеници. Е, па сети се колку гласови освои Гордана Силјановска во првиот круг. Колку освои? Ама сети се Не, ти, не, не, сети се ти. И сега, еве да не испадне се фалење. Мислам има несоодветна стратегија за вториот круг.
Изгубија. Победи ли Гордан Есленовско првиот круг? Губеше со 3.500 гласа. Ама Значи, со албанските... Колку гласови освои? Околу 320.000? Абе добро. Не, ма сега ме прашавте, ја взев горе. Околу 320.000. Да, добро. И сега. Па Никола Груевски на плажа седејки освојаше преку 400.000 гласови. А не се споредува. Еми зашто да не се споредува? Значи Никола Груевски седејки на плажа освојаше 400.000 гласови. Ај кога ќе завршиш, јави ми. Сега вие се фалите дека Кој Гордан ние бре, Васко, јас зборувам бре. добро. Сотир Костов, моја маленкост во прво лице еднина. Не, нема вие цело време зборите ние, екипата, работиме. Да, тоа е друго, Работиме. тоа е друго. И јас викам, За граѓаните е тоа. Јас сега Тоа македонствување се вика. сакајки да ви Тоа е изгледам македонизам. една величина во емисијата, ви се обраќам на вие. Нема. Значи вие работите, Ја и ти преди по емисијата, знаеш. Значи работите, како збориме. правите и така натаму. Што ти стана сега, не знам. И така натаму и така натаму. И се фалите со 320.000 гласови. Не. Срамота е опозиција да се фали со 320.000 гласови, кога само 2 месеци или 3 месеци пред председателските избори брутално беше сменето името на државата. Срамота е, господине Костов, тоа се обидам да ви објаснам. Ќе им дај збор? Ама ви дам цело време. Партијата беше прогонувана, затварана, уценувана, судена, пресудувана, амнестирана. Значи, не сите, најголемиот дел. Таа партија, која требаше некој да ја поништи, да ја угине, што вика тоа, таа партија требаше да стане музејска и мртва. За чудо некое, како некој феникс, изникна се обнови. Лидерот на обновата е Мицковски. Си ја обнови партијата и види го сега. Пази си ја вака ни вика. Сега одиме во поход на обновување на Македонија, бидејќи основните темели и столбови на Македонија се срушени. Тоа е правото, политиката и моралот. Костов, Па еве го човекот што работел 3 години. вака го фалевте. Се обновувал. Вака го фалевте и Никола Груевски. За вакво величање. Мислам дека поголем хонорар од Груевски ќе ви дава. Груевски не ми дал хонорар. Па добро таму од комисија. Груевски не ми дал. Ево прашајте го во Будимпешта. Да. Таму. Штета што сум зафатен, ја би му ишол. Еве, ја не се откажувам, пази, го фалам. Па на толку пари не треба да се Мицковски, откажете. ја од Груевски не се откажувам. На толку Вака пари- ме нарековте вие на новинарите. толку пари не треба да се Последен откажете. Груевиско, ти бе последниот пат во емисија, знаеш како ме пречека надвор? Кај си бе Сотире последен голем груевист, ја ти стиснав рака. А може сум се зафркал со вас надвор. Ма ти вечерот се обидуваш да се зафркаваш, ама ја не ти дозволувам. Слушај го ова сега ти кажам. Слушај го ова ти кажам. Костов, 11 години. на вакво фали. Груевски не дозволи економски да пропаднеме. Добро, супер, ме разбрав. Кратко ќе кажам. Не сум ја разбрал, не сум зборил за Груевски Колку вечера. да трае Слушај го интервјуто, ова. дали по емисија ви плаќат или по време на таа Слушај го. емисија на Ти фалење? колку ми плаќаш? Не, ништо не плаќам. Па, колку ти ми плаќаш, толку и другите ми плаќат. Ево, Супер. погледни. Платете ме, ке ве молам, платете му на Слушај. Костов поише. Вакво фалење заслужува да биде платено со хонорари. Слободно да Слушај го. е. Саки едам колку Значи. сакате. Треба и вие да живеете од нешто. Слободно, да. Геровски го пишува. Да, слободно. Кога не Сега прогласуваше сте клеро, сега сте вака со Геровски. Боже те сачу. Први другари. Боже те сачу. Може на Змија во пазуви. Може на некој Сега ти кажам. Може на маж Ево, заедно. ќе провоцирам. Змија во пазуви, запамти. Ајде, Геровски, ајде, кажи. моментално е змија во пазуви. Геровски ќе го ценев. Ако не фрики, мики, кики, жаки, не го излезеше во јавноста и кажеше Сотир Костов, Васко Ефтов и останатите Костов. рекетираа, зимаа пари, даваа пари. А тој на таков начин на друг нека раскажува приказки. Костов, знаете што Сега е? само, ама чекај се докажам бе Васко. Вие го трошите времето на Геро, се да го фалите Мицко и Грујо. Ама јас Хонорарот нема да го тоа заработите. ти кажуваш дека ги фаламе. Ке ве Нивните- молам, немојте Геро да го напаѓате. Фалете го Мицко и Вие- Грујо, за да може За хонорарот. Груевски зборувам за дела докажани во економијата. Хонорарот да си го инвестициите добиете. во вработување. За Мицковски гледам на терен што работи и сега велам на овој човек кога му се даде шанси да води партијата во власт, мислам ќе биде добро за Македонија. Ти сакаш да ме отстрелаш мене тоа? Еве ми го челото. Како што јустиција овие ја отстрелат, пробај отстрелај ме. Секој денар сте го заслужили со ваква страст. Ги бранете Мицковски, ама вие страст покажувате. Вие, значи, не е тоа обично бранење. Тоа е страст. Тоа е емоција. Вие дури перформанс правите. Вие правите перформанс Васко, од тоа. јас 6 години бев адвокат, јас знам што е одбрана. Секој е чест.
Благодарам. За да заокружиме целата приказна, или овој перформанс на Сотир Костов, 2 минути од настапот на Сотир Костов, крај на ноември 2019 година, значи 2,5 месеци пред да биде снимено моето интервју со Сотир Костов, неговиот настап кој тој го има пред македонската диаспора во Торонто, значи 2 минути, погледнете ги и потоа ќе ги искоментирам. Ја дури сега заговараме на теза, нема многу представници, да бидам искрен, дека на следните избори треба да пробуваме со независни листи, со листи од граѓаните, од Македонија и од диаспората. Абе, Сотир е тешко е, треба пари, со овие чинови, ке се бориме со СДС и ВМРО. Тие не разлучава. Јас сум десно ориентиран, сум работен за ВМРО, сум со ВМРО, не сум член на ВМРО. Ние предадоа државата и никој не го предадоа. 8-8, за мене се предатели. Зошто да не пробаме ние македонци од народот предложени? Народот сега е за една негативна работа понуда, нема така лесно да им верува. Ја ги припремам за кампања овие малите партии сега, абе што да им избориме прошлиот пат. Ова ги лажевме, па кога ви верав јас да не ги лажите, да им ја кажувате вистината, бидејќи само вистината победува на крај. Ама дојде и тој крај. Значи, да ја завршим ова теза. Мислам, треба да размислите малку. Знам луѓе што од диаспората имат политички амбиции. Верувајте, во Македонија како мене има луѓе па кои работиме околу политиката. Например, ја немам политички амбиции, ама ја имам амбиции политички маркетинг да водам, да создавам, да дизајнирам убавите страни на кандидатот, да ги истакнувам, дори да ги подскривам, ова е улогата на политичкиот маркетинг, а не да лажиме, ова е ваков најдобар и така натаму и така натаму. Мислам дека само така пред народот со еден искрен настап ќе не препознае, т.е. ќе ги препознае кандидатите на народот, а малку мускули ќе покажеме и на предателската и антидржавната СДСМ и на ВМРО-ДПМН, кои нема така остро да го нападам, ама вака ќе кажам. 95% е ДПМН, а дали 1% веќе е ВМРО. Нека се врати на патеката ВМРО-ска што е и мислам дека можеме да го подржиме. Вака, јас лично не сум спремен од причина што се башам утре некој нови 8 предатели да нема. Во ова видео од 2 минути Сотир Костов кажува 3 работи. Првата работа, дека 95% е ДПМН, а само 1% е ВМРО, што значи дека ДПМН како партија ги има напуштено националните и патриотските принципи на историското ВМРО, тоа кажува Сотир Костов. Второ, дека е поставено прашањето дали освен тие 8 предавници нема да се појават и нови 8, 10, 15, 20 или 50 предавници, што значи дека Сотир Костов се сомне дека во генот на таа партија ВМРО-ДПМН има предавничка структура, предавнички менталитет и дека не се само 8 луѓе кои ќе го продадат или ќе го предадат името на Република Македонија, дека се многу повеќе и дека не треба да верувате на таа политичка партија. И третото што ја кажува Сотир Костов дека треба да бидат формирани, што тоа кажува крај на ноември 2019 година, треба да бидат формирани независни пратенички или изборни листи. Од кого ќе зема гласови тие независни пратенички листи? Од предавничката СДСМ или патриотската ВМРО-ДПМН? Нормално од патриотската ВМРО-ДПМН. Гледате, човекот всушност пред диаспората во Канада сугерирал да бидат формирани независни изборни листи. Тие независни изборни листи ќе земеле гласови од ВМРО-ДПМН. Тој е Сотир Костов. Едно збори во Канада, едно се обидува да збори колку што му дозволив во интервјуто со мене. Тоа е џубокс политичка ментална филозофија. Ставите паричка во џубоксот и добиете музика таква како што сакате. Што се случи или што се смени изминатите 3 месеци? Ништо. Само Сотир Костов доби нова нарачка за одредена друга музика која треба да ја каже и треба да ја пее. Ние, за да можеме да формираме вистинска патриотска структура во Република Македонија, треба да расчистиме со овие џубокс долар патриоти. За да може да се формира вистинска патриотска структура, овие џубокс долар патриоти треба да ги испратиме во историјата. Тие ни го контаминираат просторот. 11 години се скапо платени. 11 години глумат долар патриоти. 11 години Република Македонија, вклучително овие 3 години под патронатот на Зоран Заев, Македонија тоне секој ден. Изгубивме име, презиме, идентитет, све. А тие се уште за долари и за џубокс филозофија бранат Република Македонија. Зар не е дојдено време да им речеме доста е, дечки?
Нема потреба да ја браните Македонија. Македонија многу полесно и многу подобро самата ќе се брани. Како вие на 27. 99,99% од населението со искрени намери излегува и протестира против Тиранска платформа, против промена на името. Имаше 0,01% кој добива по $500 на ден, по 500 евра на ден, за да може да ги предводат тие протести. Треба да им речеме доста е. Доста за пари глумите патриоти, бидејќи тој ваш патриотизам на крај многу скапо го плаќаме. Премногу е скапа цената на тој ваш патриотизам. Еднаш треба да се стави крај на овие джубокс патриоти. Тоа е суштината на овие интервју и интервјуто што го имам со Александар Пандов. Треба да се стави крај на таа патриотска структура која изминатите 15 или 20 години направи патриотизмот во Република Македонија да биде нешто што е понижувано, нешто што е валкано, нешто што е нечесно. Треба да ставиме крај. Треба да дојде време на вистински патриоти кои се сакат Македонија и кои се спремни за без пари, од љубов, да ја бранат нашата држава. И тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Кажав работи кои сака да ви кажам. Ви кажав емотивно. Коронавирусот е нешто кој треба да не плаши, но не треба да ни создава паника. Јас имам поленова алергија. Јас верувам во современата медицина. Верувам во современото здравство. Еднаш месечно јас се вакцинирам од поленова алергија. По логиката на нештата би требало да бидам многу во поризична категорија од поголем дел од вас што ја гледате оваа емисија. Меѓутоа јас не дозволам паниката да ме води. Не дозволам паниката да ги определува потезите на моето живење. Да, знам дека имам поленова алергија, знам дека имунолошкиот систем ми паѓа во тек на пролета, меѓутоа верувам дека со соодветна превентивна заштита можам да го избегнам можното заразување од коронавирусот. Верувам во Господ, верувам дека правам добри работи и дека тие работи ќе ми се вратат. Затоа не дозволувам паниката да владее со мене и да го води мојот живот. Тоа сакам да ви го порачам, почитувани гледачи, тоа е поентата на оваа емисија. Овие 30 минути со Костов се сосема друга порака. Суштината на животот е да не паничите, да не дозволите некој друг да ви го контролира животот, туку вие да ги носите одлуките. Одлуките и животот се во ваши раци. Од вас зависи дали ќе живеете и како ќе живеете. Тоа е суштината на оно што сакам да ви го порачам. Ново дружење, кога сме здрави и живи во четврток од 22 часот, до тогаш пријатна вечер Македонија, каде и да си.